Одбележувањето на Денот на рударите беше убава прилика менаџментот на рудникот Саса да ги истакне остварувањата и се подобрите резултати во експлоатацијата на руда. Имено рудникот за олово и цинк Саса е најголемиот рудник со подземна експлоатација во земјата, во кој годишно во просек се ископуваат по околу 800.000 тони руда. Ископувањето и транспортот на рудата на површината, вклучувајќи го и транспортот на персоналот во рудничките јами, се врши со опрема од светски производители. Во современата постројка на флотацијата годишно во просек се добиваат приближно 300.000 тони оловен и околу 23.000 тони цинков концентрат кој се извезува во земји од Европската Унија. За целокупниот процес на производството во рударскиот комплекс Саса да се одвива според најдобрите индустријски практики, се грижат околу 700 вработени. Во своето работење, рудникот ги има имплементирано најсовремените меѓународни стандарди за управување ISO 9001 за заштита на здравјето и безбедноста при работа, за заштита на животната средина, ISO 14001 и за лабораториски испитувања ISO 17025. Саса е првиот рудник од земјата кој поседува интегрирана еколошка дозвола. Од ноември 2017 Саса е дел од Central Asia Metals, искусна рударска компанија што котира на лондонска берза AIMCAM. На Денот на рударите Саса го посетија претседателот Стево Пендаровски, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и министерот за економија Крешник Бектеши. Генералниот директор на рудникот Саса Олег Телној изјави дека ќе продолжат со континуирани вложувања во најсовремена технологија, како и во благосостојбата и безбедноста на вработените и во заштитата на животната средина.